Пред да побара политички азил и да замине од Македонија, екс-премиерот им пишал писмо на челниците од Европската Унија. Во писмото, од кое копија беше испратена и до Алфа, Никола Груевски бара меѓународни судии да извршат проверка на масовниот политички прогон во државата. Поранешниот премиер му пишува на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, еврокомесарката за надворешна политика Федерика Могерини, комесарот за човекови права на Советот на Европа Дуња Мијатовик и председателот на Европската народна партија Жозеф Дол. Груевски во писмото наведува дека затворската казна му е изречена за целосно бесмислен и фабрикуван предмет, бара ЕУ или другите европски институции да ангажираат неколку врвни докажани судии од некоја од напредните земји членки на Унијата, кои ќе ги проучат предметите, доказите и на обвинителството и на одбраната, а би извршиле разговор и со обвинетите. Да присуствуваат на неколку рочишта и на крајот да одговорат дали во нивните држави тие предмети со такви докази, тие обвиненија би поминале или би биле отфрлени од судот и зошто. Тоа мислење се разбира нема да ја смени одлуката на локалниот суд, но ќе одговори на прашањето поврзано со политичкиот прогон во Македонија. Во писмото Груевски има и друг предлог, доколку првиот за Хан, Могерини, Мијатовик и Дол е неприфатлив. Тој бара Унијата да испрати мисија во Македонија, која ќе ги утврди фактите, повторно составено од професионални и политички независни судии од кривичната област. Секоја изјава во правец дека не смее никој да се прогласи за виновен доколку не постојат цврсти законски прибавени докази би била од корист за судиите и јавноста во Република Македонија. Секој повик во правец на напуштање на практикување на правото во функција на водење политика би бил значаен. Во продолжение во 10 точки објаснува дека за време на судските процеси се соочувале со огромен број прекршување на законите. Аудиоматеријалите кои СЈО ги користело како доказ се незаконски прибавени, пишува тој. Судот одбил нивно вештачање по барање на одбраната, а од друга страна дозволил за СЈО да вршат вештачење лица без лиценци. Груевски наведува дека судот делумно изразува лојалност кон актуелната власт, а дел од судиите живеат во голем страв да не бидат казнети ако постапат спротивно на очекувањата на СЈО, посочува тој. На писмото стои датум 16 октомври. Апелациониот суд на 5 месецот ја објави одлуката дека е одбиена жалбата на Груевски за затворска казна од 2 години за случајот со владиниот Мерцедес.